По Сауловата смрт Давид се врати дома откако ги победи амаликците. 2 дена помина во Сиклаг. На третиот ден дојде некој човек од Сауловиот логор, со скинати облеки и со глава посипана со прав. Откако дојде кон Давид се фрли на земја и му се поклони. Давид го праша: "Од каде доаѓаш?" А тој му одговори: "Избегав од израелскиот логор." А Давид го праша: "Што се случило? Раскажи ми." Тој одговори: "Народот избега од боот, а многу луѓе и изгинаа. Мртви се и Саул и неговиот син Јонатан." Тогаш Давид го праша младото момче: "Како знаеш дека загинаа Саул и неговиот син Јонатан?" А младиот гласоносец одговори: "Случајно дојдов на гората Гелвуе и го видов Саул како се опрел врз своето копје, а бојните коли и коњаниците го настигнуваа. Саул, обзрнувајќи се, ме здогледа мене и ме повика, а јас му се одзвав: еве ме." И тој ме праша: "Кој си ти?" А јас му одговорив: "Амаликет сум." Тогаш тој ми рече: "Дојди ваму кај мене и убиј ме, зашто ме опфати смртен грч, а душата е уште сета во мене." Пристапив кон него и му зададов смртен удар, зашто знаев дека нема да преживее по паѓањето. Потоа ги зедов круната што му беше на главата и на раквицата што ја имаше на раката и еве му го донесов тоа на својот господар. Тогаш Давид ги грабна своите облеки и ги раскина, а исто така и сите луѓе кои беа со него, и тажеа, плачеа и постеа до вечерта за Саул и за неговиот син Јонатан, за господовиот народ и за Израелевиот дом што загинаа од меч. Потоа Давид го праша младиот гласник: "Од каде си ти?" А тој одговори: "Јас сум син на еден придојденик, амаликец." Тогаш Давид му рече: "Како не се боеше да дигнеш рака за да го убиеш господовиот помазаник?" И Давид повика едно од момчињата и му заповеда: "Дојди тука и погуби го." Момчето го удри и тој умре. А Давид уште му викна: "Твојата крв врз твојата глава. Твојата уста сведочеше против тебе кога рече: јас го убив господовиот помазаник." Тогаш Давид ја запеа оваа тажачка за Саул и за неговиот син Јонатан. Запишана е во праведниковиот книжен свиток за да ја учат јудините синови. Давид рече: "О, како ти падна славата Израелу! Изгидаа јунаци на твојата височина. Не раскажувајте вие за поразот во Гат. Не разгласувајте по Аскалонските улици, за да не воскликнуваат младите филистејски ќерки. О, проклети Гелвујски гори! Роса да не паѓа врз вас, ниту дожд од небото да ве мие, вашите полиња да не враќаат род за семе, зашто кај вас е isфрлен штитот на силните. Сауловиот штит не беше помазан со масло, туку со крвта на ранетите, со маста на паднатите. Јонатавовиот лак никогаш не промашил, Сауловиот меч никогаш не беше неуспешен. Саул и Јонатан љубезни, зложни, ни живи не се разделија, ниту во смртта беа побрзи од орлите, со снага посилни од лавовите. Ќерки Израелки, сега плачете по Саул, зашто ве обликуваше во убаво црвено, покрај тоа тој ви прицврстуваше златен накид на облеката. Како загинаа јунаците среде бојот, Јонатан загина на твоите височини. Жал ми е за тебе, брате Јонатану, колку многу ти ми беше мил, твојата љубов ми беше уште почудесна од женската. Ох, како загинаа јунаците и како е скршено бојното оружје." Потоа Давид го праша Господ вака: "Треба ли да отидам во некој људин град?" А Господ му одговори: "Тргни." Давид праша пак: "Каде да тргнам?" А одговорот беше: "Во Хеврон." Така Давид отиде таму, а со него и неговите 2 жени, Ахиноама од Израел и Евигеја, Наваловата жена од Кармил. И луѓето кои беа со Давид отидоа со него и се населија во градчињата на Хеврон. Тогаш дојдоа луѓе од Јуда и го помазаа таму Давид за цар на људиниот дом. Тогаш му јавија на Давид дека луѓето од Јавис во Галат го погребаа Саул. Тогаш Давид испрати гласници кај јависците во Галат и им порача: "Бидете благословени од Господ, зашто го направивте тоа дело на љубов кон својот господар Саул и зашто го закопавте. Затоа Господ нека ви ги искаже својата милост и добрина. А јас ќе ви направам добро затоа што направивте така, а сега охрабрете се и бидете јунаци, зашто Саул вашиот господар загина, а мене јудиниот дом ме помаза за свој цар." Ама Авенир, Нировиот син, војвода на Сауловата војска, го зеде Сауловиот син Исвостеј и го доведе во Маханаим. Таму го постави за цар над Галат, над Асур, над Израел, над Ефрем, над Венијамин и над сиот Израел.
Но Isvostej, Saulov sin, беше на 40 години кога стана цар над Израел, а царуваше 2 години. Само единиот дом го следеше Давид, а Давид царуваше во Хеврон над единиот дом 7 години и 6 месеци. Потоа излезе Авенир, Нировиот син, со луѓето на Сауловиот син Isvostej од Маханаим кон Гаваон, ама и Јоав, Серуиниот син. Излезе со Давидовите луѓе од Хеврон и се сретна со нив кај Гаваонското езеро. Таму застана ови од едната страна на езерото, а они од другата страна на езерото. Тогаш Авенир му рече на Јоава: младците нека станат и нека се повеселат пред нас. А Јоав одговори: нека станат. И стана, па ги изброија 12 од Венијамин за Isvostej, Сауловиот син, а 12 од Давидовите луѓе. И секој го фати својот противник за главата и му го закачи мечот во слабината, така што сите паднаа заедно. Затоа тоа место беше наречено Хелкат Асурим, поле на ножевите, а лежи кај Гаваон. Потоа се заметна во тој ден многу жестока битка и Давидовите чети ги разбија Авенир и израелците, а таму беа 3 Серуинови синови, Јоав, Ависај и Асаил, а Асаил беше брз при трчање како газела во полето. И Асаил се стрча во потера по Авенир. Во стапка го следеше Авенир, не свртувајќи ни десно ни лево. Авенир се обдрна и праша: ти ли си Асаилу? А тој одговори: јас сум. А Авенир му рече: сврти надесно или налево, па зграбчи еден од тие младци и земи му го неговото оружје. Ама Асаил не сакаше да сврти од него. Авенир му рече пак на Асаил: отстрани се од мене, зошто да те составам од земјата? Како тогаш уште би смеел да излезам пред очите на твојот брат Јоав? Ама тој никако не сакаше да се отстрани, затоа Авенир го удри со задниот дел на копието во желудникот, така што копието му излезе низ плеките надвор. Тогаш тој падна и умре на место. Подзастануваше секој што ќе дојдеше на она место каде што падна и умре Асаил. А Јоав и Ависај продолжија да го гонат Авенир, а кога зајде сонцето стигнаа до брежето Ама, што леже спроти Гија на патот кон Гаваонската пустина. Дотогаш Венијаминовите синови се собраа околу Авенир, составија дружина и застанаа на врвот на брежето Ама. Тогаш Авенир му викна на Јоав: зар довека ќе не го нас мечот? Не знаеш ли дека тоа ќе заврши со несреќа, кога отпосле ќе им кажеш на своите луѓе да се откажат од гонењето на своите браќа? А Јоав одговори: така ми живе од Господ, да не преговореше ти, без друго утре наутро овие луѓе ќе се откажеа од гонењето на своите браќа. Тогаш Јоав затруби во рог и сета војска застана. Прекратија да го гонат Израел и не го продолжија бојот. Авенир и неговите луѓе одеа низ Араба цела онаа ноќ. Потоа поминаа преку Јордан, го продолжија патот цело утро и најпосле стигнаа во Механаим. Кога Јоав се откаже од потерата по Авенир и кога ја собра целата војска, видува дека од Давидовите луѓе нема 19 мина и Асаил покрај нив. И Давидовите луѓе убија 360 луѓе од Венијаминовите синови, Авенирови војници. Го дигнаа Асаил и го погребаа во гробот на неговиот татко во Витлеем, а Јоав и неговите луѓе одеа цела ноќ и веќе се раздени кога стигнаа во Хеврон. Војната меѓу Сауловата куќа и Давидовата куќа траеше уште долго време, но Давид се повеќе јакнеше, а Сауловиот дом стануваше се послаб. На Давид му се родија синови во Хеврон. Првенец му беше Амнон од Езраелката Ахиноама, вториот му беше Хилеав од Авигеја, Наваловата жена. Од Кармил третиот Авесалом, син на Маха, керка на гесурскиот цар Талмај. Четвртиот Адонија, син Агитин. Петиот Сефати, син Авитарин. Шестиот Итрам од Егла, Давидова жена. Тие му се родија на Давид во Хеврон. Додека траеше војната меѓу Сауловата куќа и Давидовата куќа, Авенир ја присвојуваше малку по малку сета власт по Сауловата куќа, а во куќата беше Сауловата солошница по име Ресфа, керка на Аина. Неа ја седе Авенир кај себе, а Isvostej го праша Авенир: зошто и се доближи на соналожницата на мојот татко? На тие Isvostejevi зборови Авенир се разгневи и рече: зар јас сум кучешка глава во Јуда? До денес им правев само добро на домот на твојот татко Саул, на неговите браќа и на неговите пријатели. Не дозволив да паднеш во Давидовите раце, а ти ме покоруваш денес заради обична жена. Нека Бог му го направи на Авенир ова зло и нека му додаде друго, ако не направам како што Господ му се заколна на Давид, дека ќе го одземе царството на Сауловата куќа и дека ќе го зацврсти Давидовиот престол над Израел и над Јуда од Дан до Вирсавеја.
Isvosej ne se osmeli da mu odgovori ni zbor na Avenir, zašto se plašeše od nego. Togaš Avenir mu isprati glasnici na David i mu porača. Čija je zemljeta? Sakaše da reče, sluči svoju somen i moja taraga ki ti pomogne da go sobereš okolo sebe, si od Izrael. David mu odgovori na Avenir, dobro, ke sklučam svoju so tebe, ama baram samo jedno od tebe, ne smeš da mi izlezeš pred oči, ako ne ja dovedeš so sebe Mihala, Saulovata kirka, koga ke dojdeš da go vidiš moje to lice. Taka David isprati glasnici i kaj Isvostej, Saulovio sin Soporaka Vratimija, moja ta žena Mihala, što ja dobiv za 100 filistejski obrezoci. Isvostej isprati ponija i jazede od nezinjot maš Faltil, sinot Laisov, a nezinjot maš trgna sonija i ja pridružuvaše plačejki se do Vaurim. Togaš Avenir mu reče, ajde, vrati se sega doma, i toj se vrati. Avenir veke beše razgovarao su Izraelevite starešini i im reče, veke odamna go sakate David za svoj car. Napravete go toa sega, zašto Gospod go reče za David ova. Sorakata na svojot sluga David, ke go izbavam svojot narod Izrael od filistejskite race i od race da nasite negovi neprijatelji. Taka Avenir im zboruvaše i na Venjaminovite sinovi, a togaš otide vo Hevron, za da mu javi na David sve što im se dopadna na Izrael i na Venjaminovio dom. Koga Avenir dojde kaj David vo Hevron i sonego 20 luge, David im priredi gozba na Avenir i na lugeto koji beja sonego. Togaš Avenir mu reče na David, ajde, jacke go soberam si od Izrael okolo mojot gospodar carot, ti je ke sklučat soju so tebe i ti ke caruvaš nad cite nad koji što sakaš. David go otpušti Avenir koji si otide vo mir. Koga stigna Joav i seta vojska što odeše sonego, mu sopšćija na Joav deka Avenir, sinot Nirov, beše došao kaj carot i deka carot go otpuštio so mir. Togaš Joav dojde kaj carot i mu reče, što si stvoril? Avenir došao kaj tebe, zašto go puši da si odjevo mir? Zar nego znaješ Avenir, Niroviot sin, dojde za da te izmami, za da gi nauči tvojite čekori, za da nauči sve što praviš. Potoa Joav izleze od kaj David i isprati glasnici po Avenir, koji što se vratija od kladenec od Sira, a David ne znaješe ništo za toa. Koga Avenir se vrati vo Hebron, Joav ga odvede nastrana zad vratata kako da saka da razgovara s onego nasamo i tamo go rani smrtno vo slabinite, za da se odmazdi za krvta na svoj brat Asail. I toj umre. Koga posle David go ču toa reče, ja si moje to carstvo sme nevini pred Gospod, doveka za krvta na Avenir, Niroviot sin, neka padne vrs Joavovata glava i vrsi od njegov tatkovski dom, nikogaž da ne snema vo Joavovio dom, luge bolni od gnojenje ili od lepra, luge koji se potpiraat na stap ili koji pagjat od meč, luge koji nemaat lep. Joav i njegovi brat Avisaj gubija Avenir, zašto toj go pogubi njivnji od brat Asael vo bojot kaj Gavaon. Togaž David mu reče na Joava i na seta vojska što beže s onego, raskinete gi svojite obleki, oblečete vrekišta i tažete za Avenir. I carot David trgna po nosilkata. Koga go zakopa Avenir vo Hevron, carot poča da plače glasno nad Avenirovi od grob, a plačeše i siot narod. Togaž carot je ispeja ova tažačka za Avenir. Zar trebaše da umre Avenir, kako što umira bezumniot? Tvojite race nebeja vrzani, tvojite noze nebeja okovani, panna kako što se pagja od zlostornik i celiot narod poča da plače ušte poveke na nego. Togaš narod od pristapi na govoru vajki go David da jade dodeka je ušte den, ama David se zakolna vaka, Gospod neka mi napravi takvo zlo i neka mi dodade drugo zlo ako vkusam lep ili nešto drugo pred zajdisonce. Siot narod go čutoa i mu beše po voljata kako što narod odobruvaše i sve drugo što praveše carot vo toj den. Siot narod i siot Izrael sozna da carot ne je vinomen za ubistvo do Avenir sinot Nirov. Togaš carot im reče na svojite dvorjani, ne znajete li da ga dene spadna knez i golem čovjek u Izrael. Ama ja sum sega ušte slab, iako sum pomazan car, a ovije luge sinovite se ruini se posilni od mene. Gospod neka mu plati na dosornikov spored njegovoto zlodejstvo. Koga Saulovio sin Isvostej ču deka Avenir zagina vo Hevron, racete mu se istoštija i siot Izrael se voznemiri, a Saulovio sin Isvostej imaše dvajica vodači na svojite četi, jedan se vikaše Vana, a vtori od Rihav, mu beja sinovi na Rimon, Virokjanecot, od Venjaminovoto pleme, zašto Rimon se vbrojuvaše kon Venjamin, a Virokjancite beja prebegare vo Gitaim, kade što ostana kako pridojdenici do današnjeg den.
Saulовиот син Јонатан имаше син Хром на двете нозе. Нему му беа 5 години кога од Езраел дојде глас за Сауловото и Јонатановото загинување. Неговата гледачка го дигнала и избегала. Но заради брзината на бегството, детето падна и остана хромо. Името му беше Мефивостеј. Синовите на вирокјането Тримон, Рихав и Вана се кренаа и дојдоа во време на неголемата дневна горештина до куќата на Исвостеј, а тој токму ја спиеше пладневната починка, а вратарката чистејки пченица беше задремала да спиеше и влегува таму до средината на куќата како дека ќе земат жито. Го удрија во желудникот и избегаа, зашто кога влегува во куќата тој лежеше на постелата во својата спална. Тие го убија, му ја одсекоа главата и ја зедоа и цела таа ноќ одеа по патот низ Араба. Извостеевата глава му ја донесоа на Давид во Хеврон и му рекоа на царот: евеа главата на Исвостеј, Сауловиот син, твојот непријател кој ти работеше спроти главата. Господ денес го одмазди крваво мојот господар и цар врз Саул и врз неговиот род, но Давид им одговори на Рихав и на неговиот брат Вана, на синовите на Римон од Вирот, и им рече: така ми живеот Господ, кој ме избави од секоја неволја. Оној кој ми јави дека загина Саул, мислеше дека ми јавува радосна вест, а јас го фатив и го погубив во Сиклаг, за да му платам за неговата добра вест. Што ли ќе направам допрва со злосторниците кои што убија чесен човек во неговата куќа, на неговата постела, зар да не барам од вас сметка за неговата крв и зар да не ве истребам од земјата? Тогаш Давид им заповеда на војниците, та ги погубија, потоа им ги одсекоа рацете и носете и ги обесија кај езерото во Хеврон. Ја зедоа Исвостеевата глава и ја покребаа во Авенировиот гроб во Хеврон. Тогаш се собраа сите израелски племиња кај Давид во Хеврон и рекоа: еве, ние сме од твојата коска и од твоето месо. Уште порано, додека Саул уште беше цар над нас, ти управуваше со сите движења на Израел, а Господ ти рече: ти ќе го пасеш мојот израелски народ и ти ќе бидеш водач на Израел. Така дојдоа сите израелски старешини кај царот во Хеврон, а Давид склучи со нив сојуз во Хеврон пред Господ и го помазаа Давид за цар над Израел. На Давид му беа 30 години кога стана цар, а царуваше 40 години. Во Хеврон царуваше над Јуда 7 години и 6 месеци, а во Јерусалим царуваше 33 години над сиот Израел и над Јуда. Давид тргна со луѓето во Јерусалим против евусејците, кои живееа во онаа земја, ама тие му порачаа на Давид: нема да влезеш ваму, слепците и хромите ќе те одбијат. Тоа значеше Давид нема да влезе ваму. Сепак Давид ја зазеде Сионската тврдина, односно Давидовиот град. Во оној ден Давид рече: кој ќе ги истепа евусејците, нека ги поради со копје и хромите и слепите, кои и беа замразени на Давидовата душа. Затоа се вели: слепците и хромите нека не влегуваат во храмот. Давид се насели во тврдината и ја нарече Давидов град. Тогаш Давид подигна зид наоколу од Мило па внатре. Давид стануваше се посилен, зашто Господ Бог над воинствата беше со него. Тирскиот цар Хирам му испрати на Давид пратеништво и кедрови дрва, дрводелци и зидари, кои што изградија дворец за Давид. Тогаш Давид созна дека Господ го потврди за цар над Израел и дека многу го возвиши неговото царство заради својот израелски народ. По доаѓањето од Хеврон, Давид зеде уште соложници и жени од Ерусалим и му се родија на Давид уште синови и ќерки. Еве ги имињата на децата кои му се родија во Ерусалим: Самуј, Совав, Натан, Соломон, Евар, Нафик, Јафи, Елисам, Елијат и Елифалет. Кога филистејците чуја дека го помазаа Давид за цар над Израел, сите излегоа за да го бараат Давид. Откако го чу тоа, Давид слезе во своето засолниште. Филистејците дојдоа и се расширија по Рафајската долина. Тогаш Давид го праша Господ: можам ли да ги нападнам филистејците? Сакаш ли да ми ги предадеш мене во рацете? Господ му одговори на Давид: нападни, ќе ти ги предадам филистејците во рацете. Тогаш Давид дојде во вал Ферасим и таму ги порази. Давид рече: Господ прозре пред мене меѓу моите непријатели како што продира водата. Затоа тоа место беше наречено вал Ферасим, место на пророди. Таму ги оставија своите богови, а Давид и неговите луѓе ги однесоа. Филистејците дојдоа пак и се расширија по Рафајската долина. Давид пак го праша Господ, а тој му одговори: не оди пред нив, туку појди им задплеки и нападни ги од спротивната страна на Бекаим.
црници. Кога ќе чуеш шум на чекори по пекаимските врвови, тогаш побрзај, зашто тогаш Господ ќе оди пред тебе за да ја порази филистејската војска. Давид направи како што му заповеда Господ и ги порази филистејците од Гаваја до Гезер. Ден Давид пак ги собра сите одбрани момчиња во Израел, 30.000 луѓе. Потоа Давид и сета војска што беше со него тргнаа на пат во Јудина вала за да го донесат оттаму Божјиот ковчег што го носи името на Господ на силите кои живеат над херувите. Божјиот ковчег го положија на нова кола откако го изнесоа од Авинадавовата куќа што стоеше на ридчето. Уза и Ахио, Авинадавовите синови, ја придружуваа колата. Уза врвеше покрај Божјиот ковчег, а Ахио одеше пред него. Давид и сиот Израелев дом играа пред Господ со сета сила, пеејќи неспоредно со звуците на гуслиња, псалтири, тапанчиња, свирки и кимвали. Кога дојдоа до Нахановото гумно, Уза посегна со раката по Божјиот ковчег за да го придржи, зашто воловите за малку не го превртија. Но Господ се разгневи на Уза, Бог го удри на место заради тој престап, така што умре таму покрај Божјиот ковчег. На Давид му беше жал зашто Господ го удри така Уза и тој го нарече тоа место Фарес Уза, пораз, како што се вика и до денешниот ден. Во тој ден Давид се уплаши од Господ и си рече во себе си како би можел да дојде кај мене Господовиот ковчег. Затоа Давид не сакаше да го премести Господовиот ковчег кај себе во Давидовиот град, туку го смести во куќата на Овид Едом од Гет. И Господовиот ковчег остана во куќата на Овид Едом, гетеец со 3 месеци, и Господ го благослови Овид Едом и сиот негов дом. Кога му соопштија на царот дека Господ го благослови Овид Едомовото семејство и сиот негов дом, заради Божјиот ковчег, Давид отиде и го пренесе Божјиот ковчег од Овид Едемовата куќа горе во Давидовиот град со голема веселба. Туку што носачите на Божјиот ковчег прек чекорија 6 чекори, Давид жртвува вол и изгоен овен. И Давид играше со сета сила пред Господ, а беше наметнат само со ленен наплекник. Така Давид и сиот Израелев дом го носеа горе Господовиот ковчег, воскликнувајќи со трубни звуци. А кога Господовиот ковчег влекуваше во Давидовиот град, Сауловата керка Михала гледаше низ прозорецот и го виде царот Давид како скока и игра пред Господ, и таа го презре во своето срце. Тогаш го внесоа Господовиот ковчег и го поставија сред шаторот што му го беше обтегнал Давид. Тогаш Давид принесе пред Господ паленици и помирителни жртви. Откако ги принесе палениците и помирителните приноси, Давид го благослови народот со името на Господ на силите. Потоа им подели меѓу сиот народ, меѓу сето Израелево мноштво, на мажите и на жените, секому по еден леп, по едно парче месо и колач од суво грозје. Потоа сиот народ се разотиде, секој во својата куќа. Кога Давид се врати дома за да го благослови своето семејство, Сауловата керка Михала му излезе во пресред на Давид и му рече колку честно се однесуваше денес Израелевиот цар кога се откри пред очите на слугинките на своите слуги како што се открива суетен човек. Но Давид и одговори на Михала: јас играм пред Господ, така ми живи од Господ, кој ме избра место твојот татко и место сиот негов дом, за да ме постави за водач на Израел, на Господовиот народ. Ќе играм пред Господ и уште повеќе ќе се понижам, ќе бидам незначителен во своите очи, ама пред слугинките за кои што зборуваш, пред нив ќе бидам во чест. А Михала, Сауловата керка, немаше пора до денот на својата смрт. Кога Давид се настани во својот дом и кога Господ му даде мир од сите негови непријатели наоколу, царот му рече на пророкот Натан: погледај, еве, јас живеам во дом од кедровина, а Божјиот ковчег стои под шатор. А Натан му одговори на царот: оди и прави се што ти е на срце, зашто Господ е со тебе. Но во истата ноќ на Натан му дојде ова Господово слово: оди и речи му на мојот слуга Давид: Господ зборува вака: зар ти ќе ми изградиш куќа за да престојувам во неа? Никогаш не престојував во куќа откако ги изведов Израелевите синови од Египет па до денешниот ден, туку бев скитник под шатор и во престојувалиштето. Додека одев со сите Израелеви синови, дали му реков еден збор на некој од Израелевите судии, на кои им заповедав да бидат пастири на мојот израелски народ? И дали кажав: зошто не ми изградите дом од кедрово дрво? Затоа сега рече му го ова на мојот слуга Давид: Господ над воинствата зборува вака: јас те доведов од стадото на овците за да бидеш водач над мојот израелски народ. Бев со тебе каде и да одеше, ги откорнав сите твои непријатели пред тебе
Јас ке ти дадам големо име, како што е името на големците на земјата. Ке му одредам место на својот израелски народ, ке го посадам, за да живее на свое место и да не скита веќе наоколу, ниту злосторниците да го мачат како порано. Тогаш кога одредив судии над својот израелски народ, јас ке му прибавам мир од сите негови непријатели. Господ ке те направи голем, Господ ке ти подигне дом, и кога ќе се исполнат твоите денови, и кога ти ќе починеш при своите татковци, ќе издигнам твој потомок по тебе, кој ќе се роди од твоите бедра, и ќе го зацврстам неговото царство. Тој ќе му изгради дом на моето име, а јас ќе го зацврстам неговиот престол за секогаш. Јас ќе му бидам татко, а тој ќе ми биде син. Ако направи беззаконие, ќе го казнам со човечка прачка и со ударци како што ги задаваат човечките синови. Но својата наклоност нема да ја одвратам од него, како што ја одвратив од Саул, кога го отстранив од пред тебе. Твојата куќа и твоето царство ќе траат довека пред мене. Твојот престол ќе стои цврсто за секогаш. Натан му ги принесе на Давид сите тие зборови и целото видение. Тогаш царот Давид влезе во шаторот и застана пред Господ и се помоли: кој сум јас, Господи Боже, и што е мојот дом, та ме доведе до тука? Па и тоа е уште премало во твоите очи, Господи Боже. Ти даваш своји ветувања на куќата на својот слуга за далечна иднина. И тоа е по законот човечи, Господи Боже. Ама што би можел Давид уште да ти рече, кога ти самиот го познаваш својот слуга, Господи Боже? Заради својот збор и според своето срце го направи сето ова големо дело, откривајќи ги сите овие величествености на слугата твој да познае. Затоа велик си, Господи Боже, нема таков каков што си ти и нема Бог освен тебе, според се што чувме со своите уши. Постои ли макар еден народ на земјата како твојот израелски народ, заради кого Бог отиде да го избави за свој народ, за да си прославиш така име со големи и страшни чуда, изгонувајќи ги кривобожечките племиња пред својот народ, што го откупи од Египет. Така го закрепна израелскиот народ за секогаш, а ти, Господи, му стана Бог. Затоа сега, Господи Боже, исполни го за секогаш ветувањето што им го даде на својот слуга и на неговиот дом, и направи како што си заветувал. Нека се величи твоето име за секогаш и нека се зборува: Господ над војските е Израелев Бог, а домот на твојот слуга Давид нека стои цврсто пред тебе, зашто ти, Господи, над воинствата, Израелев Боже, му го откри ова на својот слуга. Јас ке ти подигнам дом, затоа твојот слуга најде храброст за да ти се помоли со оваа молитва. Навистина, Господи Боже, ти си Бог, твоите зборови се вистински и ти му го даваш ова прекрасно ветување на својот слуга. Благоволи сега да го благословиш домот на својот слуга, за да остане довека пред тебе, зашто кога ти, Господи Боже, ќе ветиш и ќе благословиш, куќата на твојот слуга ќе биде благословена за секогаш. Потоа Давид ги порази филистејците и ги покори, та го одзеде Гат со неговите села од филистејските раце, ги порази и моавците и ги измери со јаже, откако ги полегна по земјата измери 2 јажиња од оние што треба да бидат погубени, а 1 цело јаже од оние што треба да бидат оставени живи. Така моавците станаа Давидови поданици, кои му донесуваат данок. Давид го порази и Јадат Езера, синот Реовов, совскиот цар, кога излезе да ја прошири својата власт до реката. Давид зароби од него 1700 коњаници и 20.000 пешаци, им ги исече жилите на сите коњи на бојните коли, остави само 100. Дамаските сиријци му дојдоа на помош на Адат Езер, совскиот цар, ама Давид истепа меѓу сиријците 22.000 луѓе, постави наместник во Дамаскиот Арам. Така арамејците, сиријците станаа Давидови поданици и требаа да му плаќаат данок. Господ му даваше победа на Давид каде и да одеше. Давид ги заплени златните штитови што ги имаа Адат Езеровите слуги и ги донесе во Ерусалим. Од Ветах и од Виротај, Адат Езерови градови, цар Давид донесе многу бронза. Кога ематскиот цар тој чу дека Давид ја порази сета Адат Езерова војска, му го испрати својот син Јорам на Давид за да го поздрави и за да му честита зашто војуваше против Адат Езер и зашто го порази. Зашто Адат Езер беше во војна со тој. Јорам донесе сребрени, златни и бронзени предмети и нив царот Давид му ги посвети на Господ со среброто и златото што го беше зел од сите народи кои ги покори, од сиријците, од моавците, од амонците, од филистејците и од амаликците и од пленот на Адат Езер, синот Реовов,
царот на Сова. Давид придоби нова слава кога на враќање ги порази едомците во Сорената долина, нив 18.000. И постави управители во Едом и сите едомци станаа Давидови поданици. И каде и да одеше Давид, Господ му даваше победа. Давид царуваше над сиот Израел, правејќи му правда и праведност на сиот свој народ. Јоав, синот Серуин, заповедаше со војската, а Јосафат, синот Ахилудов, беше летописец. Садок, синот Ихитовов, и Алимелех, синот Авијатаров, беа свештеници. Сераја беше писар. Венај, синот Јодаев, им заповедаше на херетејците и фелетејците, а Давидовите синови беа главни управители.